Драги ученици, добре дојдовте на час по ликовно образование за прво оделение. На овој час ќе работиме истражувачки активности, цртање со неликовни материјали. Секој ден вие дечиња ја почитувате паролата на Петко од ТВ училница. Раце мијам за мирно да спијам. За поголема хигиена и заштита од болести. За да го правите тоа, користите свој чешел, четка за заби, сапунче, стапчиња за ушенца, цевки со кои си пиете сокче, своји чаши и така натаму. Еве јас имам идеја како ние на часот по ликовно може да цртаме со предмети кои секојдневно ги користиме. Ке се обидеме да нацртаме некои пролетни цвеќиња со овие неликовни материјали. Да започнеме. За првиот цртеж ни се потребни стапчинца за ушиња, пластични или хартиени чинии во кои ја ставаме бојата, бои, лист од блокче. Доколку сакате, веднаш да почнете со овој цртеж, паузирајте го видеото и земете ги потребните материјали. Јас стапчињата за ушенца ги групирам во снопче по неколку. Можете да ги прицврстите со гумено ластиче. За подобар ефект, пожелно е листот да биде во боја. Во примерот е црн. Со зелена боја цртаме неколку стебленца. На чинијата ставаме две бои. Јас ставив розова и виолетова. Стапчињата ги натопуваме со боја и нанесуваме на листот врз стебленцата како што е покажано. Продолжуваме додека не ги направиме сите стебленца. Кое цвеќенце го нацртавме? Нацртавме зумбул. Во следниот пример користиме цевки за сокче, стапче за уши, бои или туш, пластични или хартиени чинии во кои ќе ја ставиме бојата и лист од блокче. Во долниот дел од листот ставаме црна боја. За подобар ефект, бојата треба да биде разредена. Откако ќе ја ставиме бојата, ја земаме цевката и со устата дуваме да ја разнесеме бојата по целиот лист. Линиите што ќе ги добиеме со разнесената боја ни представуваат разгрането дрво. Се обидуваме да ги направиме во повеќе правци. Потоа на чинијата ставаме црвена боја. Земаме стапче за уши и со него правиме цветови по гранките. Цветовите ги распоредуваме насекаде по дрвото. Што нацртавме? Нацртавме расцветано дрво во пролет. За третиот пример ни се потребни картон од ролна хартија, бои, пластични или хартиени чинии во кои ја ставаме бојата, лист од блокче и ножички. За овој цртеж користиме лист во боја. Картончето на едниот крај го сечеме со ножичка за да добиеме форма како на сликата.
На чинијата ставаме бела боја. И картонот го натупуваме со боја. Потоа на листот правиме бели цветови низ целата површина. Откако ќе го исполниме листот со едно стапче, ставаме точки со бела боја околу секој цвет. На крајот на секое цветче му ставаме стебло со бела боја. И веќе познавате, нацртавме глуварче. Како следен неликовен материјал, јас ви одбрав вилушка. За цртање со вилушка ни е потребно вилушка, бои, пластични или хартиени чини, лист од блокче. Доколку сакате, веднаш да почнете со овој цртеж, паузирајте го видеото и земете ги потребните материјали. Продолжуваме. На чинијата ставаме црвена боја. На масата пред нас е листот. Со зелена боја цртаме стебло за цвеќето. Потоа ја потопуваме вилушката во црвената боја и ги правиме цветовите. Сите цветови може да бидат со различна боја. Во мојот пример има розов, жолт и црвен. Кое цвеќе го нацртавме? Нацртавме лали, кој цвета во пролет. Наутро и навечер ги четкаме забите за да ни бидат здрави. Сега, на овој час поликовно, старата четкичка за заби ќе ја употребиме и за да цртаме. Што ни е потребно? Четкичка за заби, бои, пластични или хартиени чини во кои ќе ставиме бојата и лист од блокче. Доколку сакате, веднаш да почнете со овој цртеж, паузирајте го видеото и земете ги потребните материјали. На чинијата ставаме боја. За цветовите на овој цртеж јас употребив виолетова боја. Најпрво, на листот цртаме тенки стебленца со зелена боја. Потоа, четката ја потопуваме во виолетовата боја. Со четката нанесуваме боја на секое стебленце за да добиеме цвет. Постапката ја повторуваме на сите стебленца, нанесувајќи рамномерно од бојата за да се добие букет. Кое цвеќе го нацртавме со четката? Со четката нацртавме јоргован. Во приборот за хигиена спаѓа и чешел. Секој ден со него ја чешламе косата. Денес и него ќе го употребиме како неликовен материјал. За овој цртеж ни е потребно чешел за коса, бои, пластични или хартиени чини во кои ќе ставиме бојата и лист од блокче. Доколку сакате, веднаш да почнете со овој цртеж, направете пауза на видеото и земете ги потребните материјали. На листот направете форма по избор со леплива трака. Примерот кој ви го презентирам е со форма на триаголник. Со боите директно нанесуваме на листот да ја исполниме формата. Користиме повеќе различни бои. Го земаме чешелот и го развлекуваме низ боите, движејќи го горе долу по листот.
Откако ја исполнив формата, јас добив шарен триаголник. Ако ме следевте внимателно, веќе сте спремни да одговорите на моите прашања. Што работевме? Ликовно истражување со неликовни материјали. Кои неликовни материјали ги користевме? Како неликовни материјали ги користевме четката за заби, чешелот за коса, цевката за пиење сокче, стапчењата за ушенца, вилушка и така натаму. Можеш ли да се сетиш на некој предмет од секојдневието со кој може да се црта? Ви благодарам што бевте со мене на овој час по ликовно образование. Се надевам дека ќе ви биде забавно додека ги правите цртежите на овој начин и предложените истражувачки идеи ќе ги искористите за ликовно изразување. До гледање!